Господе Боже единствен, те молам, сочувај не нас, македонците, и одбрани не сега, кога најголемо зло ни се заканува. Господе, Господе, одбрани не како секогаш, не од тугинец неверен, не од германец, бугарин, грк, србин, нито од албанец. Господе, те молам, одбрани не нас, македонците, од нас самите. Одбрани не од македонците, тоа најголемо македонско зло. Од Александра преку Самоила, Карпоша, Делчева, Ацева, до денешна 2006 година. Господе, дај ни сила, ум и верба, да го победиме злото. Прво во себе, за да го истребиме околу себе. Инаку, ќе не споменуваат како раритет на демократскиот свет, онака како инките, маите, индијанците, туците, ибо и зулу-африканците. Господе, чувај ни ја Македонија од македонците. Почитувани, молитвата не е символот на верата, со оглед дека вечерва и темата која вие побаравте да ја продолжиме како серијал, а тоа е втора емисија поред, а следува и трета, решивме да ја реализираме заедно со аналитичарите, со оглед дека за досиета или законот за лустрација се поактуелен во државата. Овие 100 минути што вечерва ги предлагам заедно да ги реализираме и со вас и со моите соговорници, ќе бидат следени, едносно ќе бидат емитувани преку системите на ТАРС во речиси 100 држави во светот. Исто така ви замолувам и овој пат интерактивно да учествувате со вашите СМС пораки и вашите јавувања. Режијата ќе ги регистрира телефонските броеви, а задоволство ми е да ги поздравам нашите соговорници. Мирјана Најчевска, аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. Оксан Боцевски, аналитичар. Исо Руси, председател на Хелсиншкиот комитет. Јаданка Костовска, новинар на Фокус. И господин Бачев, аналитичар. Јоран Бачев. Најнапред, благодарам уште еднаш што прифативте да учествувате во вечерашната емисија, со оглед дека по барање на гледачите бев замолен да ве поканам, сакајќи да го слушат гласот на аналитичарите за и околу ова што ние заедно го насловивме со гледачите, да речам, дали дојде ден оде за кодошките досија. Еве по дефиниција би сакал да ве прашам, што подразбирате под зборот кодош? Тоа е многу тешко, навистина да се одговори, и посебно е тешко во ова ново време, на нови разбирања на работите. Да речеме, со навлегувањето на овој концепт за човекови права, всушност слободата на давање на информации е едно од базичните човекови права, исто како и слободата за примање на информации. Ако одиме од апсолутот на важењето на оваа слобода, тогаш не би можела никако да го вметнам во овој концепт поимот кодош во рамките на она сваќање какво што се употребува традиционално кај нас во нашата литература, па и сега во законот за лустрација. Господин Боцевски? Јас сметам дека најубаво ќе биде најнапред господинот Бачев да одговори на прашањето што е кодош, имајќи предвид дека досега неговата кариера течеше во една организација каде што се менаџираат таквите. Значи, предноста му давате. Поверите, господин Бачев? Па, видите, кодош тоа е еден така одомакинет народен поим, така прешироко јавност, инаку може и посоодветно е да се употребат официјалните термини. Службите за државна безбедност користат два типа на извори, оперативни врски и соработници. Значи, тоа е повеќе така народен поим, инаку да кажам дека без разлика на се, соработниците или популарно наречени кодоши и денеска остануваат најзначајниот извор информации за секоја светска разузнавачка служба, без разлика на развојот на тие технолошко-технички системи. Јаданка, повелете, вие се дека пишувате многу за законот за лустрација. Еве, и вас би ве прашал за поемот кодош. Предпоставувам прашањето е предизвикано од актуелниот закон за популарно наречен за лустрација.
Во тој контекст и од тој ягол сега разговараме и затоа јас ќе кажам што јас подразбирам под кодош, значи во светлото на овој закон. Тоа се оние кои соработувале со службите за државна безбедност од комунизмот, а да не заборавиме дека овие служби не беа трансформирани ни во овој плурализам, значи продолжија да екзистираат така. Значи, оние кои соработуваа со службите, пишуваа извештаи, прифатија соработка со тие служби и пишуваа извештаи за сите оние што размислуваат поинаку. Ако вие работите, не знам, во некоја служба, Бачев, ако има забелешки, нека ме коригира, па јас да пишувам сега, да давам извештаи што денеска додека пиевме кафе на работа и со Руси рекол за актуелната власт и слично. И овие извештаи не би биле проблем доколку нели завршат туку така за, не знам, чисто информирање. Меѓутоа, врз база на тие извештаи, барем според многу искуства кои и ги обработувавме ние во Фокус, многу луѓе завршија и беа уништени и животите, и кариерите, и семејствата, и бизнисот. Фактот дека 2007 го поставуваме прашањето за соработниците на тајната полиција, значи да потенцирам, говориме за она на идеолошка основа, не за соработниците што ги користат сите полиции во врска со криминалот, тероризмот и слично. Фактот што го отвараме тоа прашање после 17 години откако формално правно прогласивме некаков демократски систем, е затоа што таа служба не се трансформираше и по сите индиции и мои анализи таа екзистира многу добро. Така. И затоа Македонија, според мојата теза и тезата која ќе ја бранам, тапка во место. Би замолили вас двајцата да во исто прашање. Ја би рекол, би проширил оваа дефиниција. Кодошењето, ако веќе така го дефинира Јадранка, не би го врзувал само со службите. Треба да се има на ум нешто, ако во поранешниот систем и во поранешната држава кодошењето не беше така ексклузивно врзано за некои тајни служби. Ја би рекол дека кодошењето во структурите на тогашната единствена партија на власт беше еднакво погубно. Постоеше систем на подобност, морално-политичка подобност со кој илјадници луѓе беа оневозможувани да си на стручен план да напредуваат, бидејќи тамо во некоја основна организација или во некој општински комитет врз основа на активности на овие луѓе, нели? Бил наклеветен дека е, не знам, против самоуправувањето, социјализмот, идеологијата на власт и така натаму. Едноставно за него од тој момент па натаму немало изим за напредување во службата. Впрочем, и оваа зграда во која се наоѓаме до 1990 година, тврдам тоа, секој нововработен новинар во Македонската радиотелевизија не добиваше решение за вработување ако не беше прво проверен во некои структури, во државната безбедност, не знам, за него да даат мислење некои политички фактори. Така што, иако системот беше малку помек и постоеше некој општествено самоуправување како политички систем, и кодошите беа така распространети во сите пори на живеењето тогаш присутно. Во врт, бидејќи јас помна зградава, јас се вработив 1986 во телевизија. Ние бевме повикани да соработуваме со македонска телевизија, 10 на 15 души кои има висок просек на неколку факултети. Тоа е времето на Љупче Јакимовски. Значи, дури во таа 86-та не се бараше да членуваш на Сојуз на комунисти, но се бараше подоцна за да можеш да известуваш од некој си конгрес или од Сојузно собрание. И ако споредам со денешно време, периодот од 87-8 до 92 можам да тврдам дека имаше поголема слобода и демократија во македонската телевизија отколку после тоа. Така да, тоа што се барало од службите да дадат, мислам дека пак беше малку полабаво во тие години за кои споменуваш пред крајот на формално, барем, падот на комунизмот, отколку што во овие години на плурализам се бара партиска подобност. Господин Боцевски, вас
везано за Јас- дефиниција. Јас морам малце пошироко да тргнам. Значи, постојат демократски и недемократски режими. Во рамките на недемократските режими постои еден посебен подтип што се вика тоталитарни режими. Кај тоталитарните режими, разликата меѓу нив и авторитарните режими е во степенот на контролата врз населението. Значи, кај тоталитарните режими постои институционализиран терор врз населението. Најинструментални во вршењето овој инструментализиран терор се политичките полиции. Тоа е исто и за наци режимите, и за комунистичките режими, и за исламистичките режими, како што видовме пред некое време во некоја држава. Значи, централната ролја на политичките полиции е тоа институционализиран терор врз населението. Сега, од тука да се вратам. Кога се деконструира еден таков режим, тој процес некаде беше денацификација, тука беше декомунизација, се трга да се разградат старите мрежи од тој систем. Зошто? Затоа што се вели дека солидарноста на овие социјални мрежи. По социјалните науки постои едно цело поглавје на науката се вика social networking, социјално вржување, така како наречеме, каде што се и квантифицираат овие врски. Дека солидарноста, значи новие воспоставени мрежи, е загроза за младата демократија. Од тие причини се правеа процесите за менаџирање на минатото. Дали биле лустрација беа наречени во источните и југоисточните комунистички режими, денацификација беа наречени во Германија, со разноразни имиња беа нарекувани во Јужна Америка и така натаму. Меѓутоа, она што го дискутираме тука и што го дискутираме со законот за лустрација е разградување на еден од клучните моменти на тоталитарните режими. Тоа е солидарноста на мрежата на институционализираниот терор. Во секој случај, благодарам за дефиницијата. Да биде што поинтересно, предпоставам дека гледачите ќе очекуваат од вашите одговори на оценка ќе дадат и очекувате ги нивните прашања во нивниот дел. А ние ќе одиме со рекламите, се враќаме во студиото. Дај ми мене 39 ребра. Што не си земеш 40 ребра? Зашто? Пошто 39 е непарно. Дај ми се што ми треба за собно грејење, а бога ми и ладење. За кога ти е? За вчера. Е па купи го денес, ке го имаш вчера и од утре више ке можеш да го користиш. Евротерм. Домаќинска фирма за прибрани луѓе. Бадентерки ги спасува и србите на Косово, а дали Ахтисари ќе ни плати авторски права за препишаниот рамковен договор? Доживува ли владиниот Кингер повторна експресна екзекуција на доказите? Македонецот Едмон Темелков во Албанија победи со Македонска алијанса за европска интеграција за градоначалник на општина Преспа. Маријан Ристески, градоначалник на општина Прилеп, вели Карпалак ме направи подсврст во одбрана на градот и татковината. Што добиваат обвинителите со желбите на политичарите? Боца кислород или канта јаглерод моноксид? Со красники, коцката е фрлена на десниот брег на Вардар. Зошто американците лути ни порачаат дека членството во НАТО ќе ни зависи од политичкиот капацитет на владата? Неуспешен собраниски поход на стечајците за право на пензија со 25 години стаж. Последниот том од 4-томната Мијанова енциклопедија. Премини. Магазин за духовни вредности.
Почитувани, се надам дека еве од овие минути па натаму динамиката ќе оди, претпоставам, во една нагорна линија, со оглед дека и прашањата ќе бидат директни. Неизбежно беше прашањето за дефиницијата што е кодош, бидејќи секој го доживува или го дефинира според својот рекурс. Јадранка Костова подолго време еден од најжестоките, речем, поддржувачи на лустрацијата. Пред известно време во еден од текстовите во Фокус промовира теза за постојање на така наречена тврда и мека лустрација. Па би ве замолил, може да објасните за овие поими, какво ја сметате таа лустрацијата односно Македонија? Тешко дека ќе го кренеме адреналинот ако продолжиме со дефиниции на тоа што е кодош, што е тврда, што е мека лустрација. Ние во Македонија во овој момент имаме еден закон, предлог на закон, тој помина прва фаза во собранието. Се искажаа најразлични мислења. Ако веќе бараш домаќин си ја водиш дебатава, да кажам, ако сакаш ќе продолжиме во таа да објаснуваме што е тврда, што е мека, но ја мислам дека е подобро да разговараме за она што го имаме ние овде. Мека лустрација, еве, ајде, нека ќе одиме и така. Мислам дека Македонија се определи за меката лустрација затоа што овде се бара само на некој начин сертификат во смисла, јас така си го нарекувам, дали некој соработувал со овие тајни служби, значи кодошел, таа моја дефиниција на политичка и идеолошка основа, и тоа од некаков материјален интерес личен или за напредок во кариера. Значи, ги нагласувам овие два момента. Единственото нешто страшно што тие луѓе ќе ги снајде е дека нема да можат да бидат на одредена функција која во законот наречаме се наброени. И сега тука можеме да дебатираме дали се тие премногу, премалку или слично. Тврдата лустрација е она што се спроведе во некои земји од Источна Европа, каде што дури припадниците на овие служби или кодошите изгубија право и на пензија, значи беа во многу порадикални варијанти. И сега да не теоретизираме премногу, мислам дека со тоа што ја не би сакал да има сметам дека е ова меката варијанта. Крв во смисла на дискусијата, но да на јавноста ја објасниме, со оглед дека гледачите ја слушаат дебатата во парламент, а да бидам искрен во целосна смисла на зборот, ја немаат вистинската слика. Што е ова за што се бори и државата, односно и парламентот, а и вие аналитичарите? Боцевски го подготвуваше законот. Јас лично, ако ме прашате како поддржувач на овој процес, очекував да водиме расправа за каква лустрација и дали е законот во ред. Ние во Македонија се бавиме со следново. Сите дебати одеа на тоа дека лустрацијата дали е неопходна, на што јас сметам дека после 17 години фингирана демократија Македонија се уште има, формално имаме демократски систем, во суштина е комунистички, според сите елементи, и сметам, баш затоа затоа што тапкаме во место, ни е неопходна оваа лустрација, затоа што таа мрежа за која говореше и Боцевски е баја ги жилава, компактна и владее со сите процеси во Македонија. Тоа е она зошто сметам јас дека треба. Другата реакција што најде и што доминираше во јавноста е жестокиот отпор зошто на Македонија, зошто лустрација, дека е доцна, дека не треба, дека е тоа многу страшно. Значи, според тој став, ја гледам дека нас супер ни оди и дека ова е нешто најстрашното што би можело нас да не снајде во Македонија. Тоа е тоа каде што се водеше расправата. Сега, ако продолжиме теоретски... Дали сето ова што го зборите вие може да наликува според досега виденото во Македонија, ечеше гората, се роди глувче. Дека ова повторно ќе биде некоја маска, некоја шминка. Па ако пропадне лустрацијата, пак ќе биде на секогаш овие години, така ни се одвиваат работите. Ние после, од 90-та година, Македонија пропушти да ја реформира полицијата и овие служби. А имавме министри, двајца професори од правен факултет, кои до 90-та година беа едни од председател, едни од секретар на Форум за човекови права.
Ние немавме трансформација на оваа служба, каква што направи Естонија, мислам, и тоа од корен, и затоа Естонија, мислам, и многу понапред. Втора работа, тој процес на декомунизација, што е парадоксално. Македонија прво направи приватизација, а потоа денационализација. И тоа да не дојдеше опозицијата на власт, кој знае, денеска веројатно ќе ни збореа дека е доцна и за денационализација. Значи, ви имате по војната, по револуцијата, каде што се одземе имотот на луѓето кои имале, се конфискува некој имот, и кога паѓа тој систем, директорите по принцип на морално-политичка подобност, дел од нив Бачев добро знае, неговите искази се такви, дека тие биле директори соработници на тајната полиција и кодоши, тие ја добија шансата, значи, да приватизираат, да станат големи газди. Значи, ние дури во приватизација, еве, ако одевме прво во приватизација, да изберевме ваучер систем, не. Принцип на менеджерски откуп, каде што поединци станаа наеднаш преку ноќ богаташи. И не убедува исто како сега, се сеќавам, во неколкуте весници, тогаш немаше волку многу, но не плашеа дека денационализацијата е многу страшен процес, кој предизвикал таков хаос во Чешка и Полска и во Унгарија, дека судовите се затрупани со предмети, дека е тоа многу нешто страшно. Еве, за човек кој што вие велите сега, кој не ја разбриан илустрацијата, а ние немавме искуство со таков процес денационализација, мене тоа ми делуваше нешто многу страшно кое нема да успее. Добро. Јас сум едно од тие кои што апсолутно сметат дека лустрацијата нема да ни овозможи повеќе демократија, туку напротив, дека донесување на законот за лустрација значи уништување на она малку и кревка демократија која што имаме. Не случајно во нашиот устав едно од темелните вредности е владењето на правото. Токму владењето на правото, владењето на законите е она што го немавме во претходниот систем. Значи, се она што беше политичко-партиски систем, кој што се базираше, како рековте, на морално-политичката подобност. Основното радие на новата демократија, основното радие на заштитата на човековите права и слободи е владењето на правото. Владењето на правото значи почитување на уставот и почитување на законите и ставање на црта од која што почнуваме сега и понатаму. А во нашиот устав се вика: никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна. Не знам вие како го толкувате губењето на правото да се оствари уставното право дадено во член 23, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции, освен како казна. Значи, ние сме спремни да го негираме член 14, член 23 од нашиот устав. Потоа продолжувам. Во член 24 вика: секој граѓанин има право да поднесува представки до државните органи и други јавни служби. И уште вика: граѓанинот не може да биде повикан на одговорност, ниту да трпи штетни последици за ставовите изнесени во представките, освен ако со нив не сторил кривично дело. Овдека немаме кривично дело кое што ни е дефинирано, кривично дело, информирање и слично. И уште повеќе, ја имаме слободата на изразување, а во членот 54, меѓу правата кои што никако, во никакви услови не можат да бидат на никаков начин ограничени, дури ни во војна состојба, се вика јавното изразување. Значи, јас можам јавно да одам да се изразам, а камоли не приватно. И заради тоа, толкму заради заштита на правото, заради заштита на правата на луѓето, имаме создадено и закон за кривична постапка, кој што не случајно почнува со член 1. Вика, овој закон ги утврдува правилата со кои се осигурува никој невин да не биде осуден. Значи, ние се обидуваме надвор од овој закон, надвор од кривичниот закон, надвор од уставот, надвор од се она што сакаме да го етаблираме како нов систем, се обидува некој да не врати на мала врата во стариот систем на морално-политичка подобност. Јас
да ви кажам, сметам дека на овој начин не само што ќе ја загрозиме, туку ќе ја урнеме било каква можност за градење на демократија во нашата држава. Не само може да во однос на ова само имам еден суштински проблем. Секогаш кога отвараме дебата за Македонија и за владење на правото. Не може, мислам, во Македонија многу повеќе владее беззаконието отколку владее правото. И вие сакате да внесете не е точно. Не, ова не е ново беззаконие, напротив. Да. Само дозволете да се искажам. Дозволете да се искажам. Значи, буквално имаме ситуација кога 6 години најдобрите македонски новинари се тормозат низ судови да си докажат свој случај. А во експресна постапка Добро, не видам, се извинувам. Во експресна постапка, која што не е видена во македонското судство со брзината, еден новинар е 2 пати осуден. За јавно искажан совнеш. Се побунавте вие како новинари против тоа? Не се побунивте, па не за малечка не се побунивте, си чутевте сите, затоа Сдруженијето на новинари оволкава уста зина за мен туктачи. А за 20 новинари 2 години што лежа не се сето тоа покажува дека во Македонија многу повеќе владее беззаконието и многу повеќе се уште арбитрерно се донесуваат одлуки во оваа земја, отколку што се однесуваат преку принципот на владење на правото. Да. Јас се Да, бидејќи може многу близке биде. Значи, каде радикално се разликувам од Најчевска? Таа смета дека сега имаме демократија, кревка, јас сметам дека немаме. Јас ви реков дека повеќе демократија во работата пред падот на комунизмот имаше и првата година. Тогаш кога важеше морално-политичката подобност... А сега не важи Најчевска, па вашите извештаи говорат како се менуваат луѓето и како се вработуваат. Ама јас сега имам право да го кажам тоа, тогаш немав право да го кажам. Ја едно да ми кажете во што действувате 10 години во Хелсиншки? Која ваша акција предизвика повратна реакција од тоа што критикувате? Или вие ќе си пишувате и ние пишуваме, а ништо не се менува? Социјалните станови. Што се промени? Се сменија одлуките во врска во 10 години толку сменивте? Ми кажете ми едно, сакате да ви кажам. Второ, фактот дека тоа било информирањето во ред, значи сакате да кажете дека и тие кои на тој начин ги информирале службите, тоа не било забрането со закон, вие на некој начин му давате легитимитет и ги браните тие за мене најсрамни или црни точки на тој режим. И дека сега лустрацијата ќе предизвика не дозволувам да ми внесувате зборови во моја уста. Јас викам дека доколку сакаме да градиме демократија, таа демократија мора да се заснова на владење на правото. Правото е многу прецизна и стриктна работа. За кое право говорите кога вие реагиравте на судовите дека не функционираат? Такво како што ќе го изградиме. Па тоа е фингирање. Вие сакате да ми изградите неправо. Не. Вие фингирање. Работиме 10 години, ние ќе си лаеме, ништо не се менува и ќе говорите дека судството не функционира, дека се партизира повторно државата, и вие ќе бидете задоволни дека е тоа кревка демократија. Па ја и во тие години пред падот на комунизмот во македонска телевизија исто беше дописник и на хрватски вестник, ја мислам исто можевме да пишуваме, јас го фатив тој период. А вие сакате да обвисиме некого на плоштад? Видете како вие ги каде? Тоа е проблем дека вас вие... Сега, ова е елементарен проблем. Никој од клубот што беше пролустрација не се залагаше за бесење на плоштад. Ниту бесење, ниту палење, ниту било што. Не се извинувам, него за организирана постапка за обработка на досијата. Од законска и ова е навистина. Судската постапка е дел, мислам, судската постапка е предвидена и со тој закон, мислам, предвидена. Да дадам можност на господинот Трисо Руси како председател на Хелсиншкиот комитет. Ја би сакал нешто да објаснам, бидејќи отидовме, мислам, ќе ги збуниме луѓето што ја следат работата, бидејќи внесовме малку конфузија. Станува збор за предлог закон, позади кој стои одредена група на пратеници. 96. Не знам, од 88 па се оперира не знам доколку. Бројката е 96. Тој предлог закон мина низ една фаза во парламентот. Ние, пред да влезе као фаза во парламентот,
Не се бавевме со политичките аспекти на предлог законот, иако ја, како новинар, до 101 и назад би можел да наоѓам пикантерии во 2,5 страниците кои се први страници кои ја објаснуваат потребата за донесување на ваков закон. Тука има такви глупости, ќе ми дозволите, што до 101 и назад може да се иронизира и да се влечат погрешни заклучоци. И значи направивме правна, чиста, стручна анализа на содржината на предлог законот и излеговме во јавноста со квалификациите кои горе-доле ги повтори Најчевска, која е автор на таа анализа, и која се состоја да подсетиме дека предлог законот е спротивен со Уставот и со важечки закони, па наведовме многу конкретни членови за тоа. Рековме дека немал увид во практиката на остварување на вакви и слични закони во некои други поранешни социјалистички или комунистички земји. И трето го проблематизиравме дека во однос на кршењето на корпусот на човекови права. Што се случи? Мислам, имавме додатна пресконференција за таа анализа, искочивме со објаснувањето за сето тоа. Ја ви гарантирам, ова што Јадренка го вели дека немаше ефект. Дајте ви, ја ќе ви посочам, јавните дилеми што се јавија во однос на комисијата, во поглед на комисијата која е предвидена во предлог законот. Дали е уставна, не е уставна. Во јавноста се појавија многу екзактни определувања на експерти по тоа, рекоа дека таква комисија не може тоа да го прави. Ви предлагате на суд? Не. Ја говорам што предизвика нашата констатација дека е тоа спротивно со Уставот. Експерти искочија и рекоа дека таа комисија, така како што е предложена, не може да обстои во нашиот систем. Немањето на второстепеност во тоа исто беше оспорено од тие луѓе. Во расправата во која ние стимулиравме и расправа во тој тип, дали само кодошите, а не и некои други, дојдовме на крајот владеечката партија да бара во измените кои треба да ги направи предлагачот во наредните 60 дена да бидат внесени и тие инстанции погоре што ги организирале тие кодоши, што тоа многу по-јасно и прецизно да биде внесено. Кој се плаши од овој закон за лустрација? Не знам ја кој се плаши од законот за лустрација. Значи, јас се плашам од овој закон, да ви кажам. Заради тоа што исто ова што го кажува Исо. Ние спомнавме еден многу голем дел на она што представува основа за нашиот страв. Нешто што се потврдило и во други држави, каде што на овој или оној начин биле спроведени слични закони или применети. А тоа е дека откривањето на она што се викаат кодоши пред се базира врз досијата кои што ги имаат приготвено токму структурите за кои што самата Јадранка вика дека не се реформирани, односно кои што на овој или оној начин ги злоупотребувале тие податоци. Дали дојде ден од ден што велам јас за кодошките досија, господин Бачев? Јас сакам да се осврнеме повеќе на темата, сега да оставиме што пишува во Уставот и почитанките. Мислам да збориме конкретно на темата. Јас на овој процес гледам така крајно спротивставено, така црво-бело се каже условно, или ако се нафатиме да го направиме со сите нишани до крај, а не да правиме маски, како што кажавте вие, да задоволиме некои бюрократи во Страсбур, кои што ќе ви дошепнат дека е време да се го преоцените историјата, комунистичкото минато и тие нивни таму некои флоскули. Значи сега има една иницијатива да се донесе тој закон. Но во прв поглед можам да кажам дека гледајќи го овој предлогот за донесување на законот се работи за страшно лош текст кој фактички нема да илустрира никој. А смислата е на илустрацијата, сите слушаме да ги видиме тие луѓе кои што уцрнувале човечки судбини со своето кодошење. Па јас накратко можам да ја кажам моите забелешки. Така да кажеме, ќе видите во законот има така една инспиративна одредба која вели дека ќе важи законот од 44 година до денот на влегувањето во сила. И сега прашувам тука, ако се знае дека од 44 година голем дел од луѓето тие високи функционери и кодоши да кажеме се починати или се во пензија, и ако се знае дека веќе тие никој пат нема да бидат носители или кандидати за функции, а има една ограничувачка одредба која вели
Предмет на лустрација ќе бидат лицата кои што се носители или кандидати носители на функции. Значи сега тука се ствара на забуна во јавноста, народот кога слуша лустрација мисли готово и ќе се откријат кодошите. Значи има една ограничувачка одредба и како што кажа во 44 година голем дел тие луѓе веќе ниту до кодошко минат од страна на чепнато, или се починати или се пензионери и никој пат нема да бидат кандидати за носители на јавни функции. Втор сегмент да кажеме да ја земеме таа олигарска структура, што ја слушаме во јавноста. Јас тврдам дека сите тие од нивните најрана возраст, вработувајќи се беа кодоши на службата за државна безбедност. Тие јавноста милува да ги кажуваат тајкуни, ја ги нарекувам транзитски гангстери кои што извршија невидено злосторство врз сопствениот народ. И сега имавме прекрасна можност барем да им дадеме морална осуда за нивното кодошење, а со овој закон остануваат нечепнати, бидејќи доволно е овие и така се терат своји бизнеси, доволно е наредните 5 години да не бидат кандидати за, бидејќи законот ќе важи 5 години, стои одредба. Значи доволно е овие луѓе 5 години да не бидат кандидати за носители на јавни функции и нивното кодошко минато останува нечепнато. Нема кој да ги чепне. Понатаму за мене е чудно зошто нема одредба да се илустрираат и кодошите кои се соработуваат со странски служби. Јас стварам дека нашите највисоки раководители 90-та година, кои што на начелните функции беа соработници на странски служби. И сега таму нема одредба, сега тоа од кои причини е направено, не знам. Понатаму можам да кажам забелешка зошто се иземени председатели на политички партии. Да кажеме во Македонија 85 партии има. Јас тврдам дека добар дел се формирани по нарачка од тајната полиција, а сите знаеме само лидери на 5-6 партии се моментално носители на јавни функции. Останатите во голем број нити били носители, нити били кандидати, а уживале бројни привилегии како резултат на таа соработка со тајната полиција. Понатаму сега имаме още интересен момент тука зашто иземем политичкиот врв. Можете ли да ни кажете инспираторите уживале? Со работа на службата се знае какви привилегии, од материјални, парични и разноразни привилегии, да кажеме, од вработување, од парични награди, од делување бизнеса. Дали кодошите решавале што ќе се случи понатаму со луѓето кои што ги кодошат? Па видите, активности на службата се базираат на информациите добиени од кодошите. Кој го донесувал решението, кодошите или некој друг? Не, па сега сакам да кажам зошто се мене ме е чудно зошто е иземен политичкиот врв како нарачател и инспиратор на сите тие активности. Ја ќе кажам еден пример. 92 година кога службата за државна безбедност ја сруши наменски создадената влада на Клюсев и кога се формира првата политичка влада на Црвенковски, владата донесе правила за организација и работа на службата за државна безбедност и во тие правила предвиде линија на работа македонски екстремизам. Значи владата, официјален документ. Сега по таа линија сите знаеме, предметна обсервација беше во тоа време ВМРО ДПМН, се стави под комплетна контрола и сега фактички агентурата на службата како извршители, они само постапуваат по правила на владата. И сега зошто да не одговарат тие луѓе кои така нарачно кај се го правеле кејфот, наредувале да се следат македонски екстремисти, дури имаше дел од тие највисоки политички функционери, посебно ужива во текот на летниот период во вилите во Охрид и таму бара да им се доставуваат извештаите од службата за државна безбедност од следењето на ВМРО ДПМН, бидејќи во тоа време Лючо Георгиевски, нека 92 година, остваруваше огромен број средби во текот на летниот период со своите тие задгранични комитети и со представници од МПО, тие доаѓа во татковината во тој летен период, а наши државни раководители во тоа време одмара во Охрид, дури таму бара, уживајќи во вилите по Охрид, да ги читат тие приказни на службата за државна безбедност. И сега, согласно тие правила, службата ги доставуваше информациите до председател на државата во тоа време, до председател на собранието и до председател на владата. И сега тука, која е логиката да одговарат обичните кодоши, што службата, да кажеме, имала таква линија, морала да собира сознание по таа линија и градела кодошка мрежа. И сега, зашто да одговарат обичните луѓе? Што ќе одговара во затвор или ќе одат? Ние говориме вината и кодош. Дајме една морална осуда. А добре, нека имаат право да нека имаат секој граѓанин тако може да секој граѓанин има право да учествува во вршење на јавни функции. Постои во една книга 23 само на еве ова. Ме потсеќа, има читав една книга уште пред 20 години, најголемите глупости на светската бирократија. И даваат пример, во едно село се запалила плевната, додека кметот барал по кој член, мислам, на сите акти да постапи, изгорело селото. Ние овде говориме како да сме ние една Шведска и Германија, ние имаме една фина демократија и има едни фини луѓе, тие кои дошле, така бил, не било казниво во тој систем тие тоа да го прават. Тоа што биле сотрени едно чудо луѓе, што има, не знам,
такви страшни судбини семејни од тој кодошлук, 17 години ниту една, ниту невладина организација, ниту во медиумите не слушнав барем некое сочувство со тие жртви од тој режим. Сега, дозволи да се доискажам, значи сега имаме таква жестока реакција на еден закон за лустрација околу тоа кодошите, значи што не ја видов 16 години за разни случаи. Кривично велите на суд, па случајот со Велешката гробница, каде што со антидатирана пресуда, тоа барем се утврди од цела една комисија истражуваше. Со антидатирани пресуди се стрелани 53 луѓе во Велес 45-та. 10 години семејството на еден од тие стрелани шеташе низ нашите институции и е благодарен до Киро Глигоров, кој го знаел татко му, па Киро Глигоров го замолил Бранко Црвенковски да тоа е правна држава, вие што ми говорите за членови од уставот, за да се формира комисија. И 7 години Врховен суд се чека на некоја пресуда за да по 7 години каже дека се било во ред, Озна стрелала како што треба. Предметот е во Страсбург сега. За кое судство говориме? Каде не сум чула дека некој од невладиниот сектор кој сега значи сложно реагира како да е ова смак света Македонија се фино иде, значи уставот се почитува, ние уставот го променивме со оружје. Тоа е кривично дело, по кога цитирате членови, има кривично дело велепредавство. Тој што ќе дозволи насилна промена на уставот, врши велепредавство. Го направивме и тоа невладиниот сектор исто го поддржа. Ја ваква реакција жестока на невладин сектор 17 години не се сеќавам. Руси Бачев. Да расчистиме една работа. Хелсинки не сакам да го ставате во купот на жестоките реакции. Ние многу мирно и рационално. Не реков Хелсинки, реков невладин сектор. За секој случај. Така? За секој случај. Сакам да го иземете Хелсинки, Хелсинки искочи многу смирено. Јас ви реков реакција на целиот... Многу смирено кажа нешто. Еве, Јадренка ќе ја прашам за... Не. Слушнавме беселе вечерва? Луѓе што беселе мислимо нека... Не. Еве, ќе ја прашам... Ајде, прашам го ред. Се извинувам. Па тоа што... Еве, Јадренка би ја прашал за една работа. Јадренка добро знае дека на крајот на 80-тите се појави случајот осумината суспендирање. Тој случај беше случај на 8 луѓе кои беа вработени во тајната полиција тогашна под контрола на единствената партија на власт и се побунија против злоупотребата на таа служба во дневно политички сврхи. Добро. Општо, така можам да ја објаснам, ако се согласуваш со дефиницијата. Во тој судир, од една страна имавме еден министер или секретар за внатрешни, и од друга страна имавме 8 индивидуи кои во хиерархијата внатрешни имаа и некои функции во акциони, конференции, шефови на аналитика, заменици шефови на аналитика и така. Парадоксот е тој што после, значи од независноста па навака, најмалку двајца од нив беа на јавни функции, да не кажам поише. Едниот вршеше јавна функција во антикорупцијската комисија 7 години, тој беше објектот на против кој се бунеа овие осумината. А вториот е актуелен председател на една политичка партија и бивш министер за внатрешни работи. Дали мислиш дека го истраживме ние тоа? Дали тој случај се истражи, што е позадината? Не, ја тврдам дека и двајцата, според овој предлог закон, нема ништо да им фали. Ама зашто треба да им фали? Па, бидејќи не биле кодоши, а организирале... Не. Говориме за мрежата да се растури. Тие луѓе... А кој ја организирал? Не. Зошто се жестоки веројат? Види вака, човек, ајде појдеме, особа XX, Кој ја организирал таа мрежа, сем тој што бил на чело на министерството, тој што бил... Ама знаеме кои биле на чело. Па извинете, ама како? Не. Знаеме кои биле на чело. Не знаеме официјално бил секретар тој и тој на внатрешни. Не знаеме кои се кодоши. За кодошите, цело време во дел од медиумите се користат изрази
пример, особата X со работникот на службата, татко му на овој бил ова, ние не кеме во законска процедура да ги расчистиме тие работи, него сакаме тоа да се користи како орудие за уценување, за замолчување. Во законска форма. Не. Човек тоа да биде решено, ама ја друго да не, ама јас сакам во законска форма. Ја не сакам да се злоупотребува за да се користи за уцени. Тие луѓе се лесни за теледиригирање и уценување. Затоа што ќе признаеш сега, дали некој што има такво минато и направил, ќе му биде сеедно. Тој е лесен, одреден центар. Може ли да поставам само две прашања? Во врска со Велешкиот случај, според ваше мислење, кој треба да биде казнет? Тие што пукале, тој што наредил да пукаат или тој што ги подкажал луѓето? Тоа е прво прашање. Второто прашање, што ќе добијат жртвите од овој закон? Сатисфакција. Морална сатисфакција. Значи, ресторативната правда вика дека моралната сатисфакција не им помага на жртвите, дека жртвите треба да добијат оштета. Миријана ми постави. Ајде, кој ќе биде казнет прво? Сите ќе бидат казнети. Според овој закон нема да бидат казнети. Па овој закон не ги казнува ни казна, ние говориме за административна мерка. Губењето право на професија е казна. Во правото, извинете, но не. Казна е. Не велите, тој што наредил, тој што пукал, сите одговараат, се зема. Како ќе одговараат? Според што? Како одговараат за кривични дела? Вие говорите за убиство, кривично дело. Како Тие не можат за кривично дело да одговараат. Не, вие ме прашавте за Велешкиот случај. Да, еве, тие не можат да одговараат. Никој нема да ги повика за тоа кривично дело да одговараат. Значи, според овој закон, ќе бидат казнети само оние кои што подкажале, оние што пукале и оние што наредиле пукање нема да бидат. Работите. Јас го поставив конкретен случај со кривично дело стрелање. Ако го изедначувате со илустрацијата, значи илустрацијата е другата тема. Ние не говоревме за Велешки случај Кодоши. Ние говоревме за методите на револуционерната власт и не ги мешајте работите. До толку знаете дека не се за мешање. Кажете ми кој е судство, пошто велите имаме правна држава и се повикувате на членови. Која е таа правда кога 17 години еден до два случаи не можеа да истераат ни таква правда за да објаснат дека со антидатирани пресуди без пресуди луѓето се стрелани. Што е сега тоа во врска Тоа има врска со кодошењето, тоа е прашањето. Па вие велите судот треба да одлучува, така е. Јас се извинувам, само да ги замолам гледачите со оглед дека имам претпоставка дека има и СМС пораки, а треба да ги давам и вториот блок на реклами. Сакам само да прашам колку е квалитетен предлог законот. Ако може само да се доискажам, бидејќи не прекинав да кажам недостатоците. Но да не испуштиме за квалитетот. Мислам тука не е битно правото и правичноста и кривично правниот аспект на настанот. Ние се збориме за тука за морална осуда, да им се даде на тие луѓе што Кодошиле. Нема тие кривично да ги гонат. Да кажеме ако успее да кажеме. Значи ќе бидат казнети без кривично да гонат. Бака се, јас сум дури поборник јавно да се каже. Сега гледате се замајава јавност да се каже ова не го правиме од одмазда, него го правиме да расчистиме со изминато. Со мрежата да се видиме на чисто, ова ќе има страшни последици. Без разлика што сега кажуваат. Така има, вие се замислете си кога претпоставка ако бидат јавно објавени да кажеме Кодошите. И се треба на луѓе да им се каже, не да се замајуваат. Оти ние сите знаеме уште во детските приказни децата кои ќе играат меѓу себе веќе ќе етикетираат, но овој дете татко му беше Кодош, дедо му беше Кодош. Тоа да се бидеме на чисто ќе предизвика, али веќе треба да бидеме на чисто, да им кажеме јавно тие заговорници на илустрацијата дека ќе бидат колатерална штета вашите потомци за нешто што сте правеле вие. Ако сега ја правиме илустрацијата, ако не ја правиме, не се залажуваме. И сега да довршам дека недостатоци. Со законот се иземени универзитетските професори. Значи тие понатаму универзитетски професори Кодоши ќе едуцираат младината. Се иземени новинарите. Значи новинари Кодоши натаму ќе ни креираат јавно мислење. Се иземени писатели и академици. Значи академици и писатели натаму ќе ни фабрикуваат фалсификувана историја. И сега јас прашам, набројав неколку категории. Овие олигарците.
писателите, новинарите, професорите, крупните политички зверки од комунизмот. И кого не ќе илустрираме сега? Еве прашање. Се не збориме бомбастична лустрација, народ очекува нешто бомбастично, и ве поставам прашање, кога сите овие категории се изземени, кого ние ќе илустрираме? Обичните луѓе. Колку сме информирани, вашите предлози предпоставам дека ќе влезат. И само ова да го кажам. Кога остане само на обичните луѓе, јас за тие обични луѓе дури имам и симпатии. Зошто нив да ги илустрираме? Затоа што тие беа едноставно приморани. Сега замислете вие да се вратиме 70-та година да ви влезе вас удба дома, ајде да го видам тој херој некој да излезе обичен граѓанин што и кажал марш надвор на удба. Тоа е нонсенс, еве да го видам тој херој нека излезе еден 70-та година некаде во комунизмот да избркал удба свој дом. Значи тие обичните кодоши се маргиналци. Ако веќе правиме нешто, да ги видиме крупните кодоши. Колку е квалитетот? Квалитетот на овој Ама нема, со законот нема. Само да му дадеме простор на господинот Боцевски да одговори. Па јас не сум тој што може сега да оценува колку Со оглед дека сте вие во комисија